Наместо да зборува француски јазик пред учениците во училиштата, дипломираната студентка на Филолошкиот факултет во Скопје, Тијана Цресензи, денес користи информатички јазик преку кој создава веб страници. Тијана одлучила да ја промени својата професија стекната преку високо образование со нови вештини од информатичката индустрија и не поради тоа што не можела да најде работа, туку откако сватила што навистина сака да работи во животот. Само што завршив активно со студирање на факултетот, се вработив во една француска компанија и таму работев 2 години, па после тоа работев и во образовен сектор. И тоа беше навистина добро искуство за мене, одлични работни позиции, но некако не се пронедов баш во нив. И нешто не ме натера баш да останам и да продолжам да се развивам во таа професија, иако работев со француски јазик. Па така решив да се стекнам малце со некои нови вештини и почнав да истражувам што се нуди IT светот, конкретно IT сферата. И сватив дека UX UI дизајнот многу ме привлекува и сакав да се надоградам во таа сфера конкретно. UX UI дизајн мислам дека претходно се нарекуваше само веб дизајн, што е релативно нова професија на некој начин. UX значи на англиски user experience, што е искуство на корисникот. Тоа значи дека во тој процес на работа се работи со истражување, со планирање, со организирање, односно истражување на корисниците и што и како да ги решиме проблемите на корисниците и како да ги задоволиме нивните потреби со продуктот, и односно продуктот значи апликација, веб страна или некогаш и производ. Имајќи предвид дека одрала да го надгради своето CV со дигитални вештини, несомнено станала уште поконкурентен работник на пазарот на труд, без оглед што сега работи без дипломата од факултет, туку со стекнати квалификации преку така нареченото неформално образование. Најмногу се цени знаењето, без разлика, значи факултет, академија, курс, ти нуди некакво знаење и колку ќе го искористиш ти тоа знаење многу зависи од самиот ти. Колку ќе се посветиш, колку ќе се потрудиш, колку желба имаш пред се, тоа е многу битно, и колку време ќе одвоиш на нешто. Така што сметам дека компаниите веќе го вреднуваат најмногу знаењето, поготово IT компаниите. Дипломата како диплома е многу голем доказ нормално дека имаш знаење, но исто така битен доказ е и знаењето. Факултетот е добра работа бидејќи се учи многу подетално и многу пошироко и поопширно, за разлика од академиите, но целта на академиите е да те спремаат доволно, да ти дадат доволно знаење за компаниите да можат да ти понудат пракса или джуниор позиција. Значи, академиите се пократко време, поинтензивни се и се направени за да ти да можеш во компанија дополнително да се развиваш. Колку за да можеш да се вработиш во нека компанија. Но друга предност на академиите, што се кратки и интензивни, е тоа што можат да се модифицираат многу лесно и да одговорат многу брзо на потребите на пазарот. Тоа значи дека доколку пазарот се промени и има некои други дополнителни работи што компаниите ги бараат, кај конкретно пример кај некој дизајнер, многу лесно можат програмите да се модифицираат, конкретно Brainster академиите ги прават тие работи, се модифицираат лесно, за да можат да одговорат на потребите на пазарот и студентите лесно да си најдат работа. Без оглед што немала речиси никакви претходни познавања за веб дизајн, тие навели дека програмите што се нудат во неформалните образовни центри лесно може да се научат и да ги направат студентите квалификувани работници за новите работни позиции што ги бара пазарот. Имав некои предзнаења, знаев Photoshop, знаев нешто Illustrator, со дизајн не сум се бавела баш многу, ама тоа се некои работи што не ми помогнаа баш за дизајнот. Скрос нови работи учев нова програма, учев нови методи, нови начини на работа, нови истражувања, и сметам дека академијата дава основни знаења, ама при тоа многу добро се направени програмите за секој да може да научи и од различни сфери и од различни дисциплини, за да може да се спои и да научи и да влезе во светот на дизајнот како почетник, но да има на крај успешна приказна.
Се проценува дека годишно меѓу 2000 и 2500 луѓе се одлучуваат да се преквалификуваат, запишувајќи се на некој од образовните центри во земјава што нудат неформално образование. Стефан Смилјановски, маркетинг директор во образовниот центар Брейнстер, вели дека популарноста на овие академии, кои што нудат пократки специфични обуки од најмногу една година, произлегува токму од потребите на пазарот на работна сила, најмногу за професии од информатичките технологии. Има еден геп, да кажем, една дискрепанца помеѓу она што образовниот процес формалниот го нуди и она што пазарот го бара. Успехот на Брейнстер пред се должи на успешното надминување на тој геп. Ние пред се нашите програми ги правиме во координација со индустријата со цел да им понудиме онакви кадри како што тие бараат. Кај нас уште се задржани оние мислења дека мора да се има некаква диплома, некаков сертификат за да се добие работно место. И не кажувам дека тоа не е значајно секако, но од нашите разговори со индустријата, она што многу е позначено и побарано кај работодавците и компаниите е да се има практично апликативно знаење кај кадарот. Еве јас ќе се земам себе си како пример. Јас сум економист по професија и средното и факултетското образование и магистерските студии ми се во аспект на економијата и маркетингот. И во, да кажам, сите работни позиции кои што сум ги држал до сега, ниеден работодавец на интервју не ме прашал за дипломите, сите ми имаа прашано за што знам да работам и што имам претходно сработено. Со што уште и на самиот себе ми се докажа тоа дека пазарот пред се бара квалификуван кадар кој што може да ги пофати сите, не сите, него некои од работните обврски уште од почеток и по пат да се доквалификува во аспект на станување професионалец во специфичната област која што се бара. Смилјановски вели дека со овие вештини во делот на информатичките технологии, работниците се поконкурентни и на пазарот дома, но и надвор, особено што имаат простор да работат онлайн од каде било во светот. Според него, образовниот процес главно се фокусира на практична работа, додека само 1/3 од учењето е теоретско, а се стекнуваат повеќе вештини. Ние обрнуваме големо внимание на два аспекта на вештини. Значи, тука се пред се техничките вештини за секоја од академиите кои што ги нудиме. Тука се, значи, ако е програмирање програмски јазици, ако е дигитален маркетинг, диджитал маркетинг, алатки, дополнително специфични техники, методологии и така натаму, но покрај тие многу е особено важно да се посвети внимание, ние тоа го правиме, на меките вештини, бидејќи еден професионалец денес мора да поседува и, да кажам, способност за аналитичко пристапување на проблемите, работа во тим, како да знае да даде соодветно фидбек, но и да прими фидбек за неговата работа. Мора да има агилност, бидејќи се работи за области и, да кажем, индустрии каде што работите се менуваат од ден во ден. Така да многу е важно да се имаат и едниот и другиот. Значи, залудо ќе биде учење на некој програмски јазик ако ти не знаеш после како да испреговараш со клиент или заедно со тимот во кој што работиш за тоа конечно, да кажем, решение се создаде. Во време кога дигитализацијата брзо се развива, познатата максима "човек учи додека е жив" е особено релевантна во оваа сфера, односно потребата работниците постојано да се надградуваат за да бидат конкурентни на пазарот на работна сила. Дефинитивно IT сферата и сите професии во IT сферата се доста динамични професии и како сите други професии што постојат, можам да кажам дека IT секторот ги има најдинамичните професии, односно технолошкиот свет многу брзо се менува. Поготово сега имаме жив пример со вештачката интелигенција, појава на вештачка интелигенција што многу ги размрда сите професии на пазарот и конкретно во мојот случај како дизајнер морам да научам јас како да работам со вештачката интелигенција, бидејќи тоа е тоа што моментално се бара на пазарот. Па така
Дефинитивно, ако работиш во IT сферата, мора да се надоградуваш и тоа беше една од причините зашто сакав јас да бидам дел од таа IT приказна. Тијана денес работи во компанијата Анант Македонија, како една од речиси 20.000 вработени во целиот IT сектор. Просечната плата пак во делот на компјутерско програмирање и сродни дејности го држи рекордот во земјава и во декември достигна 88.000 денари месечно.